Политички аргументираната дебата се одвива на исклучително високо ниво. Се споредуваат податоци за имотната состојба, тие се комбинирани со суптилни пораки околу избраниот начин на живот и влијанието на синтетичките или природните субстанции врз него. И сето тоа зачинето со вообичаени балкански манири. Ти исклучи се. Немој мене почитувам. Јас не сум богаташка, ти си богаташ. Наркомани сте. Мене Пренесете на вашиот лидер алкохоличар колега да ве прибере и да не се понашате како малограѓанка одека. Ке не трпите тек до прва. Крвта со памук че има да ја пију. Издржливост е клучен фактор, и не само кај политичарите, и што поразлично не е однесувањето ниту кај креаторите на јавното мислење. Здрава и општествено корисна дебата не е пожелна, кога кликовите орои играат. Ве молам продолжите со истото темпо, добро е за гледаност. Што ние сме мајмуни овде што прават забава. Па генерално тоа ни е. А те запукаме двојцата тебе, па сега накрај. Добро. Слушај, за бокс меч се плашат боксерите сега, така ли? Хај може да сте ви која категорија сте супер Јас сум тешка, супер тешка. Категоризацијата е навистина сериозен проблем. Ама ниту супер тешкашите таа не ги засега, па со невидена леснотија прифаќаат групно да бидат мизансцен за перолесен ранг. Овој феномен е може би својствен за приватни, ама не и за службени простории и лица. Премиерот тука ли е? Тука е, меѓутоа состанок. Зафатена? Да. Да го прашам нешто? Не. Малку само. Едно прашање. Малку. Само едно прашање поставам. Премиере? Едно прашање да ви поставам, дали ќе може? Има многу прашања, малку одговори. Некои се лесни и не бараат големо двоумење, а други пак се птен комплицирани, особено ако од 4 локации и 7 живеалишта треба да се одбере едно кое е при срцето. Шпанија или Португалија, која ви е по Ова е одливена? тешко прашање. Во Португалија океанот е ладен, не може да се бањате, така да Шпанија. Одлуката е донесена, ама тие што се само овде и немаат некој баш голем избор. Единствено на што се надеваат е дека ќе престане праксата и нема да има следни јунаци, кои ќе ја преземаат традиционалната штафетна палка. Уште не сум сретнат директор кој не рекол кај се наоѓам јас во ова ден Дончев ми бараше 25.000 евра месечно. И на крајот, во очекување дека ним нема да им биде така како што гласи пригодната порака за добар почеток. Нека му се среќа.